И здрав на сите, добредојавте назад на мојот YouTube канал. Нов ден, ново видео. Како што гледате по насловот, денеска одлучив да одговарам на ваши прашања, кои вие ми ги поставувавте на Instagram. Меѓутоа, за разлика од претходните типични Q&A видеа, овој пат истите тие прашања ми ги поставувавте преку, односно во вид на видео. Ова го правам за прв пат и превозбуден сум затоа што ова е првото мое видео во кое што ве вклучувам и вас во буквална смисла на збор. Ова е по дефолт 8 дел од прашања и одговори и самите веќе знаете дека милувам да си ги снимам ваквите видеа од време на време, особено сега во текот на влогмас од кога сите имате по нешто да ме прашате. Се уште ги немам слушнато вашите прашања, да ви ветив дека за прв пат ќе ги пуштам во видео и без разлика на тоа какво е прашањето, ќе одговорам на истото. За разлика од претходните вакви видеа кога јас просто ги селектирав прашањата, овој пат не знам што сте ме прашали и затоа сум уште повозбуден. Меѓутоа дајте ми до знаење дали во иднина сакате на овој начин да ги снимам ваквите видеа во кои што одговарам на ваши прашања. Сега откако ќе сватите за какво видео станува збор, верувам дека во иднина многу повеќе од вас ќе имаат храброст да учествуваат. Како и да е, не би сакал да должам со најавата, иако претпоставам дека најавата веќе е долга. Ќе почнам веднаш со одговарање на вашите прашања. Хај, Марио, би сакал да те прашам дали ќе може како Q&A да го ставиш прашање. Сакам да те прашам кога ќе правиш рум тур на твојата нова соба. Тоа и дали и кај ќе одиш за нова година. Тие се моите две прашања. Толку, чао. Те сакам највише на свет. Најдобар јутубер си за мен у Македонија. Океј, голем поздрав до тебе. Претпоставам дека се викаш Мартин според твојот ник на Инстаграм. Ти благодарам што ме следиш, ти благодарам што прифати да учествуваш во ова мое видео. На првото твое прашање одговори во неколку наврати, меѓутоа пак ќе одговорам, не ми е проблем. Сите веќе свативте дека се преселив од една у друга соба. У најскоро време се надевам дека ќе гледате рум тур видео. Меѓутоа, постојат уште неколку работи кои треба да направам, односно докупам, за собата да биде онака комплетна, така што не би сакал да снимам рум тур видео пред да ја завршам онака официјално. Првично мислев дека тоа ќе се случи до крајот на месец декември, меѓутоа преокупиран сум со снимање на видеа, монтирање и така натаму и навистина немам време да излезам, да шетам и да купувам некои ствари кои ми се потребни за да ја завршам собава, така што во тек на месец јануари би требало да гледате рум тур видео. А каде за нова година, верувал ти или не, се уште не знам, иако нова година е за една недела. Ова е можеби првата година во која што е отсетна таа предновогодишна еуфорија кај мене, за жал, меѓутоа стварно не чувствувам некаква потреба од организација, чудни прослави и чуда, особено не уек на пандемија, така што сигурен сум дека со одбрани луѓе во домашна атмосфера. Тоа е тоа, одиме на следно прашање. Здраво, Марио, како дојде до идејата да си отвориш свој YouTube канал? Океј, нова прашање никогаш немам одговорено вака директно, иако претпоставувам дека сите претпоставувате како дојдов на идеја да отворам поединечен YouTube канал. Кон крајот на 2016 или почетокот на 2017, не знам, не ме земајте за збор, отворив еден YouTube канал на кој што објавив само неколку видеа и тоа на српски. Идејата ми беше со луѓето да го споделам моето искуство во однос на реалното шоу во кое што тогаш бев учесник, затоа што многу често луѓето ми поставува еднотисти прашања и бев уморен од еднолични, поединечни одговори. Сакав кога некој ќе ме праша како си помина, јас само да му пуштам линк. И така да си ги скратам маките. По извесно време некој ми имаше оставено некаков коментар кој ме потикна да го отворам каналот Ивона и Марио и на 31 август или на 1 септември, не знам кога точно, беше отворен каналот Ивона и Марио. Таа одлука се испостави како и повеќе од успешна, меѓутоа целата таа приказна 2 години подоцна заврши. По кратка пауза мене почна да ми недостасува YouTубот, почна да ми недостасува оваа интеракција со сите вас, тој креативен процес на стварање на едно видео и ја одлучив вака сам да се вратам на оваа платформа, посилен од било кога, и таа одлука се испостави како правилна, односно и повеќе од успешна, така што генерално тоа ми беше основниот мотив. Креативноста што реално ми недостасува у секојдневниот живот и она што ја го работам, односно што заработувам. Мене YouTube не ми е работа, не ми е професија. Ја ова го работам исклучиво и само од забава, верувајте ми. Одиме на следното прашање. Здраво, Марио.
Денеска сакам да ти поставам неколку прашања и се надевам дека ќе сум во твоето видео. Првото прашање е кој ти е омилен филм? И второто прашање ми е дали ќе играш Among Us со јутуберите, како например GP Стефанатор, Кике Цвече, Иван Айнштайн и други, или пак ќе играш со нас фановите? Кога се филмови у прашање, постојат многу филмови кои ми се омилени, меѓутоа ајде ќе го одвојам The Hungry Games и сите тие филмови кои се налик The Hungry Games, као што е Divergent, The Maze Runner, Kingsman, The Secret Service и така натаму, уживам во добри трилери, така што ако имате некои предлози, обавезно пишувајте ми у коментари, затоа што у потрага сум по добри трилери и science fiction филмови. Кога е Among Us у прашање, Among Us, како го кажа, ја тоа играње на Among Us го дадов како идеја во еден од претходните мои влогови, меѓутоа не сум сигурен дека тоа ќе се реализира во рамките на овој влогма, затоа што сметам дека премногу време одзема едитирањето на едно такво видео, особено кога има повеќе луѓе. Од друга страна, ја не сум геймер, ниту пласирам таква содржина, ниту приватно играм Among Us, Brawl Stars и така натаму, ниту се разбирам, ниту знам да ги играм, така што ја тоа би го направил само исклучиво затоа што вие тоа го барате од мене и сметам дека играта е доволно актуелна за на нејзина сметка да направиме едно хумористично видео, затоа што баш затоа што не знам да играм, видеата се уште посмешни. Ако се договорам со некој од јутуберите да реализираме едно такво видео, ќе го гледате, се надевам, во некоја блиска иднина, ако не, да сме живи и здрави. Сега одиме на следно прашање. Здраво, Марио, еве го моето прашање до тебе. Дали си се нашол во ситуација или ако би се нашол, би избрал најдобар другар или другарка, или пак девојка или симпатија? Најголем поздрав, имаш многу голема поддршка од мене. Фала ти, поздрав и до тебе и ти благодарам што прифати да учествуваш во денешното мое видео. Семејството и пријателите секогаш ги ставам на прво место, затоа што сметам дека, не знам како тоа да го објаснам. Пријателите имам чувство дека еднаш ги бираме и потребни ни се за цел живот. Не знам, од ова гледна точка секогаш пријател. И одиме на следното прашање. Здраво, Марио, ќе бидам брза и моето прашање до тебе е дали би настапувал на Евровизија доколку би имал прилика, но под услов да не смееш да представуваш нашата држава, туку да можеш да представуваш туѓа држава. Зезнато прашање, меѓутоа ги ти одговорам без влакна на јазикот. Да, доколку делегацијата на Македонската радио телевизија не ме одбере да ја представувам нашата земја на избор за песна на Евровизија, би прифатил и понуда од некоја друга земја, затоа што освен тоа што на тој фестивал, европски фестивал, еден од најдобрите, најгледаните, ја представуваш земјата, се представуваш и себе си, така што себично или не, да, не секоја земја, меѓутоа генерално мојот одговор е да. Омилен канал на телевизија. Вау, колку креативно. Не, шала на страна, поздрав за тебе и ти благодарам што учествуваш во моето денешно видео. Ја искрено не гледам телевизија и не можам просто да одговорам на ова прашање. Единствено што гледам е прва или канал 5 кога се емитуваат звездите на Гран. Буквално ништо повеќе. Не гледам телевизија никогаш, така што немам омилен канал. Ајде да го слушнеме и следното прашање. Здраво, Марио, се надевам дека си добро. Моето прашање до тебе е: кој е најголемиот успех кој го имаш постигнато во текот на твојот живот? Продолжи само напред и имаш цялата поддршка од мене. Благодарам, Андреј, голем поздрав до тебе. Некојаш сум пресреќен кога ќе видам какви луѓе ме следат и колку се воспитани, пријатни, фалави. Кога се животните успеси у прашање, мислам дека сум премногу млад за туку така да одговорам на тоа прашање. Меѓутоа постојат одлуки на кои што навистина сум горд и достигнувања кои не се за занемарување. Почнувајќи од мојот YouTube канал, бројките кои ги имам стекнато генерално на социјалните мрежи, успехот во однос на музиката, имам 25 години, вработен сум, заврши факултет. Буквално се тоа некои достигнувања кон кои што се стремиме кога имаме на пример 18. Така што имам чувство дека чекорам по вистински пат и лека по лека ми се остваруваат сите желби кои како мал некаде сум си ги запишал. Одиме на следното прашање. Марио, брат, јас ти се јавам за Q&A-то, имам да те прашам нешто. Кој ти е омилено јадење и колку женски си сменал до сега?
Плис одговори ми. Ајде ќе ти одговорам. Јас сум малце слаб на храна, па не можам да одговорам тук така на тоа прашање кое ти е омилено јадење. Генерално многу сакам болонјезе шпагети, сакам пици, сакам топло-ладно, цезар салата, сакам пилешково кари сос, сакам рижото со печурки и пилешко и кари, сакам кебапчиња. Кога се хранам здраво, тоа дефинитивно би била цезар салата, а кога јадам буквално се и се што, или пица или болонјезе шпагети. Ако сте девојките упрашање, ќе ти одговорам онака површно, сум имал 5 врски до сега, ако не се лажам, така што е. Одиме на следното прашање. Здраво, Марио. Моето прашање за тебе е дали имаш некоја личност или друга пријателка што кога и да го слушнеш дека ќе дојде нешто сака да прави со тебе, сакаш да го откачиш, да го избегнеш пошто ти е досаден? Интересно прашање, меѓутоа на моја среќа не. Јам 25 години и горд сум на сите одлуки кои ги имам донесено во однос на пријателите. Имам баш онака мал круг на луѓе генерално, особено пријатели. Сите тие се одбрани. Не гледам причина зошто би било комуникација со луѓе, односно би се дружел со луѓе кои што не ми одговараат енергетски, односно би постапувал вака со нив. Зошто би ги избегнувал, би ги лажел, кога можам просто да ставам точка на таквите токсични односи. Ја као дете бев дел од друштво кое го сочинуваат 20 на луѓе. Многу работи научив тогаш, меѓутоа една од клучните кои ги научив беше дека во животот не ни треба 20 пријатели. Тоа важи за еден од најубавите периоди во мојот живот, меѓутоа ти не можеш да бидеш пријател со 20 луѓе и 20 луѓе не можат да те разберат, не можат да ти пружат подршка, да чуваат тајна, просто секогаш се појавуваат кланови, двајца по двајца, тројца по четворица, така што на време направете си селекција, дури на 30 години да почувствувате дека односот прераснува во еден токсичен однос, ставете точка без размислување, затоа што нема да живееме 300 години, а вајде да заслужуваме во тој еден живот што го имаме, да имаме и луѓе кои заслужуваат да не имаме. Одиме на следното прашање. Здраво, Марио. Моето прашање до тебе е што би возел до крајот на твојот живот? Автомобил, велосипед или мотор? Дефинитивно автомобил, да, затоа што автомобилот единствено можеш да го возиш и во зима, со велосипед можеш да се движиш онака локално, освен ако не си некој професионалец, а кога е мотор упрашање, никогаш не сум имал амбиции да купувам мотор, да возам мотор, така што дефинитивно автомобил. Марио, ти благодарам што ме стави во твојот влогмас. Моето прашање до тебе е дали имаш прекар и доколку имаш, како е? Доколку немаш, како би ти бил? Ти благодарам. Ти благодарам и на тебе. Генерално немам прекар и Вона од време на време знае да ме нарече Маце, меѓутоа ве молам, не почнувајте така да ме викате, затоа што алергичен сум. И еден мој колега на работа исто така ме вика Маце, меѓутоа мене тоа така рурално ми делува, мислам, им се извинувам на сите оние кои животот ги викаат Маце, ама ве молам, не ме викајте Маце. Сите останати ме викаат Марио и мислам дека името ми е доволно убаво за просто да немате потреба од прекар. Одиме на следното прашање. Здраво, Марио. Јас би сакал да ти поставам прашање дали некогаш во твојот живот или во твојот YouTube кариера ќе снимиш песна поз најак си, ако може поздравувам. Голем поздрав до тебе и ти благодарам што ми постави прашање. Што се однесува до песна, ја имам еден апел до сите вас. Никогаш не ме ставајте во ист кош со оние јутубери кои благодарение на популарноста која стекнале снимајќи се на YouTube, одлучиле да бидат пејачи и нивната музика да ја пласираат на истата таа публика. Јас сум пред се пејач, па потоа се останато и би сакал во некоја блиска иднина, кога се надевам ќе почнам да пласирам и музика, да ме доживувате како пејач кој позади себе има и некакво образование. Јас имам завршено и нижо музичко соло пеење, од мали нос се занимавам со музика, сум бил на 200 музички надпревари, моментално сум учесник во едно од најактуелните музички шоуа на Балканот, така што стварно не би сакал да ме доживувате како јутубер кој пее, доживувајте ме како пејач кој снима за YouTube на крајот денот. Инаку да, ве очекуваат песни, ве очекува музика, се надевам најблиска иднина. Баш затоа што сум првенствено пејач па јутубер, имам многу поголема одговорност, затоа што јутуберите масовно почнаа да пласираат песни и не би сакал мојата песна да заврши на ист ранг
како и нивната, јас сепак сум роден со некаков талент, па вајда треба се испочитува. Со овој мој одговор не сакам да навредам ниту еден јутубер кој пее и кој има такви некакви амбиции. Напротив, сите знаат дека јас немам ништо против јутуберските песни, меѓутоа на крајот денот треба да се знае кој има талент за пеење, кој нема талент за пеење и кој тоа го прави затоа што го доживува како еден хир, како нешто што сака да го проба, кој тоа го прави затоа што тоа сака живот да живее. И тоа го исполнува и тоа искрено го сака. Да не се разбереме погрешно. Се одиме на следното прашање. Драго Марио, моето прашање до тебе е дали некогаш би снимил дует со Јелена Карлеуша? Па да, голем предизвик е да се работи со Јелена Карлеуша, затоа што станува збор за еден вистински професионалец. Карлеуша важи за една од најголемите балкански звезди и чест и задоволство би ми било да имам можност да соработувам и директно инволвирам во заеднички проект. И другари, овде некаде ќе го завршам денешното видео, кој што искрено се надевам дека ви се допадна. Обавезно оставете лайк и напишете ми во коментар дали би сакали во иднина на овој начин да ги снимам ваквите видеа во кои што одговарам на ваши прашања. Просто невозможно да одговорам на сите, но во оваа прилика сакам да ви се заблагодарам на сите што собравте храброст да учествувате во ова видео без да знаете на кој принцип ќе се одвива. Се надевам дека соодветно одговорив на вашите прашања. Следен пат бидете покреативни, побрутални и обавезно следете ме на Инстаграм за оној момент кога ќе објавам на стори да ми праќате видеа во вид на прашање, односно прашање во вид на видео, да го направите тоа. Ви благодарам што ме гледате, сакате, почитувате и поддржувате. Емоциите се обострани, така што не би сакал да должам со одјавата. Се гледаме веќе утре на исто место во исто време. Чао!